Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Градоначалниче, што се смени последниот месец откако границите беа целосно отворени, грците малку имаа поголема фреквенција кон вас, кон Гевгелија како погранично место? Па тоа што беше затворено година и пол дена, полека се надевам дека ќе почне се враќа во нормала. Гевгелија е по структурата на локалната економија град кој има лесна и незагадувачка индустрија и пружи услужни во својата структура голем дел опаѓа на услугите. И тоа што треба да ја движи Гевгелија е присуството на грците. Тоа што видиме прошувате што се смени, точно доаѓањето, можноста за доаѓањето на грците, меѓутоа уште не сме ги виделе сите бенефити, бидејќи тек почнаа олабавуваат мерките, од друга страна време е на летни одмори. Така да и по традиција, кога се летните одмори во годините наназад, нивното присуство не беше многу големо, поготово во казино бизнисот, така да очекувам полека малку поголемо враќање во кондиција на гевгелиската локална економија по завршување на летните одмори во септември месец. Колку влијаеше отсуството на Грција врз локалната економија овој последен период? Влијаеше многу, заради тоа што ви кажав дека тие голем дел од потрошувачката кошница ради стандардот, ради рецесията што беше кај нив 2009 година, ни се намалија платите, пензиите и потрошувачката кошница ја полнеа во Гевгелија, доаѓаа тука, ги користеа сите услуги кои им се многу поевтини. Тоа значи заживување на угостителството во Гевгелија, на денталниот сектор, за болекарите, на сите мали занечи, услужни работи, а најмногу на казинскиот сектор. Така да сето тоа беше погодено и голем дел од фирмите беа корисници на пакетот на владините економски мерки за да може да обстанат и да преживеат, што се вика, во овој ковид период. Се надеваме во... Општината генерално нема кој знае колка голема придобивка во смисла како административен центар од грците, бидејќи поголемиот дел оди во државниот буџет. Да. Во тој дел, какви се вашите размислувања? Што треба да се промени за воопшто вие да имате некаков поголем бенефит, барем финансиски? Треба да се менува законот за, по мене, јас сум поборник на тоа, законот за игри на среќа, каде што дел од девачките што одат во централниот буџет, еден дел припадне и во општинскиот буџет на прашањето зашто, заради тоа што општината прави инфраструктура за казината и за сите идни инвеститори од тој дел, а од друга страна, освен допирна точка имаме во финансовите облигации само во делот на данокот на имот и во делот од зафаќањето од персоналниот данок кој е преку платите се дел припаѓа на општините. Меѓутоа други некои бенефити или обележја, кога се каже Гевгелија асоцирана бизнис на казината, верувајте дека општината нема голем финансова добит од сета таа работа, бидејќи не учествува непосредно во заработувачката или во давачките на казините кои ги имаат спрема закон за игри на среќа. Сите пари одат во централниот буџет. Да, вие сте биле и пратеник и сте биле дел од централната власт на некој начин, па во таа смисла колку е можно тоа да се промени? Па треба само добра волја и зголемување на степенот на децентрализација. Среќа што имаме премиер кој 12 години беше градоначалник на локална самоуправа на Струмица, ги знае проблемите на локалната самоуправа и знае дека локалната самоуправа со средствата што се дадени на секоја било која локална самоуправа нема многу можности да инвестира во подобрување во инфраструктура или во други потреби кои се насушни потреби на граѓаните. Сега улогата на градоначалниците е сведена малтене на менеджер, да се вара средства од донации, да се користат прекогранични фондови или да се користат некои државни пари од јавното државно претпријатие за патишта или од некои програми на владата. Тоа што станува во буџетот, да вистина верувајте служи за задржување на тековната инфраструктура и за некое подобрување на инфраструктурата, али не во тој обем колку се потребите на граѓаните. Колку може да биде менаџер во вистинската смисла на зборот градоначалникот? Може колку сепак потребно и знаење и умење, меѓутоа факт е дека паричните ресурси се најбитни во сета ова работа. Јас акцент тука ви дал не само на зависност од централниот буџет, него на ситуацијата во кој ги начекавме општините 2017 година.
Општина Гевгелия имаше 143 милиона долг, а основният бюджет е некъде около 230, беше 210 милиона денара, така да... Значи рече си половина. Повече от половина, така да друга ке беше приказката, ако немахме толкова големи пари за враќање спрема фирмите, и то грот од фирмите беа локални фирми, значи и тоа влие во заживување на локалната економија, бидејќи пуштени пари во оптек во локалната економија мултиплицираат, значи зголемување на потрошувачката моќ во самата локална самоуправа. Меѓутоа, сепак удел има и можноста на финансовите ресурси на општините. Исто така, битно е и колку е кредитно задолжено општините, бидејќи јас ова што ви го збораме тековното задолжување на општините. Кредитни задолжувања на општините има преку Светска банка, преку Европска банка, проекти кои се уште некои се во фаза на грејс период, ќе стигаат отплати, кај нас имаме околу 2 милиона плюс кредитно задолжување кои помина грејс период и треба да се враќаат тие пари. Тие се некаде околу 100.000, 120.000 евро од тековниот буџет, од основниот буџет кои мора да бидат издвоени на место за развој, за враќање на старите кредити. Така да ако направиме еден спој чисти општини и помалку зависност од централната власт, верувам дека локалните самоуправи ќе видат баш таа ударна алка и тоа што го перципираат граѓаните. Верувајте дека голем дел од работите што ги перципираат граѓаните и ги бараат од нас како градоначалници не се во надлежност на локалната самоуправа. Ние кажуваме, пренесуваме на централната власт дека очекувањето на граѓаните се да голем дел од проблемите бидат следени на локално ниво. Меѓутоа мислам дека процесот на децентрализација е сега најавено за текот на идната година, ќе продолжи тој процес на децентрализација и ќе добијат општините поголеми ингеренции и во некои други области од кои ги има досега. Така, ви се сменили мислењето за улогата на градоначалникот пред почетокот на мандатот и сега речиси на крајот од мандатот. Да, тоа е потполно сменето заради тоа што мислам дека и пандемијата го направи своето. Секој бара спас или потреба има да задоволи некоја, дали од здравствен аспект, дали од социјален аспект, така да голем дел од барањите на граѓаните не кореспондираат со улогата на градоначалник, меѓутоа нема бегање, вртиме телефони, користиме можности, ги користиме сите релации, се со цел да излеземе во пресвет на потребите на граѓаните. Од друга страна и од општинскиот буџет одвојуваме средства за потребите на граѓаните, например за здравство, за други работи кои во нормални години не би го правиле тоа. Например, дел од средствата во 2020 година наменивме од основниот буџет, дотиравме од фондот за солидарност во основниот буџет кој има друга намена за изградба на доградба на дел во општата болница Гевгелија, али беше ковид, беше направен ковид центар и тоа да се задоволува на потребите на граѓаните на цела општина. Така да мора да се водиме по приоритетите на граѓаните, а не по тоа што некој пат ние го замислуваме. Ковидот измести многу работи. Беа наплатени парите од стариот градоначалник за комунали, меѓутоа немаше изградна комунали, така да ние прво што направивме го донесовме план за центарот на градот, кај што инфраструктурно е развиен центарот на градот и од парите што ги собираме за комунали во централното градско поддршка, а не е потребна нова инфраструктура, бидејќи веќе постои, правиме со тие пари комунална инфраструктура и патишта на во тие три настани во кои се потрошни веќе парите, а нема развиена комунална инфраструктура, тие се Карорман, Марзенски рид и Касарата. Да, во време кога вие дојдовте се соочивте со проблемот со арсенот со водата. Тоа беше еден долгогодишен проблем на гевгеличани, многу протести се одржаа. Сега повторно има реакција од здруженијата токму за депонијата и односно изнесувањето на тој РДФ отпад. Вие убедувате дека општината е, барем во тој дел, сосема чиста? Да, барањето за РДФ отпад ние го одбивме на фирмата која го поднесе минатата година, чином беше есента 2020, со едногласна одлука на Советот, за да ве потсетам вас и вашите слушатели, дека општина Гевгелија 2017 година, пред јас да станам градоначалник, значи на референдум имаше за против рудници во Гевгелија. Има невладини организации доста активни во тој процес, така да зелената агенда е една од приоритетите и мој приоритет и секој пат го слушам гласот на невладините организации и на граѓаните на општина Гевгелија, така да за РДФ дадовме негативно мислење како општина Гевгелија, тоа е Советот на општина Гевгелија. Да, многу ваши колеги искажуваат разочарување од тоа дека многу од
проектите, она што значи градежен проект за изградба на нешто треба време, дуповите исто така бараат време и кој ќе се дојде со некаква желба нешто да се менува, многу пати застанува токму таа административна пречка. Дали го делите тоа мислење? Го делам тоа мислење, од аспект не би обвинувал никого, меѓутоа процедурата е бавна и мора да се изнајде некој начин, бидејќи стојат заглавени гевгели, има над 20 заглавени дупови. И промена и измена на ГУП-от е побарана, чинам 2015 година, така да се тапка во место. Од тој аспект многу согласности треба од многу институции за да се дојде до финалната верзија во Министерството за транспорт и врски. Од таму пак стигаат одредени забелешки, сето тоа треба процедура да се исправи, да се поправи, така да тоа што е почетна верзија може некој пат да заврши со 3-4 јавни расправи по кои се трпат промена, после тие јавни расправи има и промена на изгледот на самиот план, а и административните процедури се преголеми и поготово што има и одредени нелогичности, например кај нас е специфичен блок од број 12, кај што има историско наследство, археолошко наследство, таму е вардарски рид, се претпоставува дека има археологија. Тоа прашање за да се развива тој дел, кога ќе се има пари да се спроведат тие еколошки археолошки истражувања, за да се каже има или нема. Ако има археологија, тоа значи нема потреба од носење на планови за развој на градот во тој дел. Или да се конзервира, па потоа вие да настапите со багерите. Да, ама некако се стои во тој дел и од една страна има притисок од инвеститорите, а од друга страна археологијата си бара собствено внимание и негување. Во прашање се финансови средства и тоа треба да има побрза динамика за да биде побрзо расчистена дилемата. Дали има археолошки наоѓалишта или нема, за да знаеме што понатаму. Рековте 20 на дупови сето, тоа нели е преголем број? Преголем број е тоа. Во што ве ограничи? Кои замисли ви останаа нереализирани во оваа смисла? Грото се има дел од нашите дупови, грото се од претходно од градоначалникот, например конкретно владата секоја година има, тоа е најеклатантен пример, владата секоја година има јавен оглас Министерството за труд и социјала за изградба на нови детски градинки. Од друга страна, ние имаме потреба за нова детска градинка како општина, бидејќи меѓу 80 и 100 деца секоја година се незгрижени. На список за чекање. За список за чекање. Сега, имавме во блок број 7 кој беше проектиран од претходниот градоначалник на површина некаде од над 50 хектара и се најде одредени забелешки и целиот дуп стоеше. Ние што направив јас како градоначалник, го поделивме дупот на повеќе делови и сега тој дуп кај што е градинката е 7/2 и правиме форсирање на тој дуп на 7/2, ако има забелешки за другите делови од дупот што е 7, да останат забелешките на тие делови да не окочат носењето дуп од 7/2, бидејќи за нас е насочна потреба, ако го имаме дупот донесено, ќе имаме обезбедено планска документација за да може да аплицираме за изградба на нова детска градинка. Ако не, втора можност е доградба на детската градинка во Сончогледи, во таа позната детска градинка, со некаде околу сместувачки капацитет за околу 120 деца, така да за наредниот период од 4 до 5 години да го прошириме капацитетот за да биде решен проблемот за потребата сместување на деца. На крајот сте од мандатот, наскоро треба да бидат распишани нови избори. Што ви остана нереализирано? Остана нереализирано многу работи што ветив, не би рекол многу работи што ветив, дел од работите што ги ветив, ајде не бидам и толку и нескоро спрема себе си, меѓутоа тоа што го работам кореспондира со реалноста, а тоа што го ветив кореспондираше на тогашните оскудни сознанија кои ги имав за тоа како ќе ја затекнам општината и како се менаџира со една општина. Би коригирала ветив некои работи кои сега сметам дека не заслужуваат внимание и акцент од аспект на менаџирање да биде инвеститор самата општина, бидејќи сметам дека тука треба да предначи приватна инвестиција од типот на отворен градски базен. Тоа мислам дека би било подобро да е приватна иницијатива на градот. Факт е,
факт е дека го ветив, меѓутоа сметам дека е подобро да биде приватна иницијатива на приватен инвеститор, ние да бидеме само во планот тие што ќе нацртаме маркица, на прашањето зошто, заради тоа што нема самоодржливост. Нема самоодржливост. Сето тоа би значило загуба а тоа значи покривено од основниот буџет и помалку пари за решавање на другите ситуации, пишто прашањето кога го почнавме интервјуто беше како градоначалници повеќе добиваат улогата на менаџер. Од тоа аспект зборам, значи за како да се менаџираат јавните пари. Дел од тоа што го ветив не можевме да го реализираме заради 2 години финансиски ја консолидиравме општината, 2 години се бориме со ковид кризата. Меѓутоа, тоа што сум задоволен, пак ќе кажем дека се што е направено, не е направено да се робува на ветеното, е направено на база на принцип на формирање на местни заедници кои не беа формирани во мандатот, 2 мандата имаше претходен градоначалник пред мене. Местните заедници се 12 населени места, имат местни заедници, нивните председатели со советот на местните заедници, кои се ги избират самите жители местни заедници и кажуваат приоритетите, и тоа што сме го договорили како приоритет е реализирано. Можеби не е во програмата, меѓутоа испаднало во меѓувреме дека е потреба на граѓаните на одредено населено место. И одметнато е во буџетот во некој од годините од 2017 до 2021 година и е реализирано. И граѓаните се го покажуваат своето задоволство од таа работа. Така да не робуваме многу на формалностите, робуваме да бидеме практичари, и ако ме прашувате од аспект на практично дали тоа што се прави, голем дел од парите многу просто за тие што не развиваат економија, кај одат, по процентна реализација одат во капитални инвестиции. Што правиме со тие капитални инвестиции? Договараме со председателите на местните заедници кај ќе ги трошиме тие пари за потребите на градот и на 12 населени места. И сега да завршиме со ова. Што е тоа што сакате да го направите доколку добиете следен мандат? Па има проекти. Вашата визија за Гевгелија. Мојата визија за Гевгелија, модерни европски зелени, со таа настапив и мислам дека горото од работите полека финишираат. Заради тоа што, например, имаме затрошени 2,5 милиона евра од KWF банката. Тендерот е распишан, некаде вчера беше отварањето, има околу 5 понуди. Од почеток на септември ќе почнат трошењето на тие средства. И имаме приклучување 4 крупни проекти. Јас би издвоил еден што е интересен за слушателите. Приклучување на селото Негорци и после тоа селото Пардејци, кои сега не се приклучени на водоводот градскиот во Гевгелија. Со градскиот водовод во Гевгелија, тоа е правење на предуслови за поминување на води на канализација пред кај Тирезоната. Тирезоната во Гевгелија, по план ми е во иднина период 2021-2025, тај премиерот најавува за живување на тие, доколку ја добијам до вербата или без разлика кој ќе ја добие до вербата. Мислам дека тука треба да заокружи локалниот економски развој на Гевгелија, бидејќи потенцијалните инвеститори на прашањето кај да инвестират во Македонија, кога ќе видат дека има на 2-3 километри локална депонија, прочистителна станица и вода чиста за пиење, секој пат Гевгелија ќе им биде најпривлечно место за инвестирање, за разлика од другите градови. Во план ми е изградба на западниот булевар за кој распишав тендер, сега ќе почне расчистување, негде проектот е околу 60 милиона, многу се тие пари за општината наеднаш да го направи во една година, во повеќе фази. 60 милиона дена ние распишавме за расчистување на ова, претходно направивме експроприација на патот и да го споиме градот Гевгелија, западниот булевар со излетничкото место Динкјот, за да го амортизираме ударот на влегување на транспортните возила во градот Гевгелија, него да излегува директно на там на индустријскиот дел на Гевгелија и понатаму додат на Браната Конска и на туристичките места Ума и Смрдлива вода. Исто така, Јужниот булевар имаме проект изготвен од Светска банка, престојат години на реализација. На пат сме на добивање на противпожарно возило преку Југоичен плански регион на јавниот повик со Република Соседна Грција, така да во план е и модернизирање на противпожарната територијална единица Гевгелија, која ги покрива и општина Богданци и општина Дојран. Тие имаат доброволни друштва, немаат. И се многу активни. Да. Во план е со помош на јавното предпријатие ЈПДП
задржани патишта, до реконструкција на патот од живинарската фарма до населеното место Ново Конско се извинувам, односно ние што го викаме Горанчет, проширување на патот и асфалтирање и тампонирање, бидејќи тоа ќе води кон Конска брана и кон Сермини. Во план е полека за окружување на сите населби, ново изградени трите Караорман, Касарна и Марзенски рид, кај што и во моментот, ако отидеме, течат градежни активности на Караорман, течат градежни активности на Касарна, значи да ги дооформиме. Во план е нов излез на градот, кај што направивме тендер за отварање на сервисна улица, веќе другата сервисна улица е тампонирана и ќе се спои со ова сервисна улица и таа улица би одела долж автопатот Е75 за потребите на казината, на Перо, кој треба да никне наскоро во Гевгелија со Гудиси и со Джамбо, и за потребите на жителите на Богројица, на Серменин, на Стојаково и на другите населени места, за да немат потреба да излегуваат на автопатот. Во план ми е значи решавање на со јавно-приватно партнерство на уличното осветлување, кој имавме тендер за сета таа работа, најверојатно ќе престои преко екосистем со јавно-приватно партнерство, така да тендерот не е само за градот Гевгелија, дека за сите населени места, така да голем дел од активностите ќе бидат, значи ќе има подобрување на градот. Меѓутоа, од друга страна, во план ми е и одржување на постоечката инфраструктура и изнаоѓање на начин, поготово кај Динкиот и на Вардарски рид, тие се проекти добиени од меѓугранична соработка со Република Соседна Бугарија, бидејќи нашиот југоисточен плански регион граничи со Република Соседна Бугарија и со Република Соседна Грција, се направени, али немаат само одржливост. Така да изнајдеме некој модел, начин на јавно-приватно партнерство, да бидат атрактивни за приватните, да си прават профит, бидејќи мора ние да се навикнеме, веќе 30 години живееме во пазарна економија, дека приватниот кога влегува во јавно-приватно партнерство влегува да оствари профит, меѓутоа ние да го штитиме јавното добро, бидејќи сега јавното добро не е заштитено. Ние со комунарите мачиме, младите кршаат на вечер, немаат некој култ, така да има некоја заштита, да има домакин кој ќе се грижи за сето тоа, а нормално да го опогати со некои нови содржини кои ќе му носат профит, а нема да бидат на терет на општината. Јавното добро би било добри излетнички места. Да, но кога спомнав Грција, мислев и на приватни иницијативи, да, инвестиции да, и така натаму. Инвестициите ги имаше, запреа во време на ковидот, и сега знаете, мора тоа да го кажеме, сведоци сме за тоа дека како што дојде ковидот, државите полека сектор држава се затвора и имаме и протекционизам, владени мерки. Ние имавме 5-6 пакета на економски мерки како држава и секој држава еден вид, значи собствениот буџет го користи за протекционизам и они водат сметка да нема многу одлив на инвестициите на друго место, него да останат во Грција за да стапката на вработеност биде помала. Меѓутоа како светот ќе влегува во постковид период, веќе нема да биде ништо исто. Ќе има нови предизвици, нови можности, бидејќи има една стара кинеска, во секое лошо е почеток на доброто. Така да ќе се менува светот, ќе се менува Македонија, се надам дека ќе биде членка на Европска унија, ќе почне преговор, ќе се менува Гевгелија, а штом ќе се менува Гевгелија, мислам дека моторна снага ќе бидат нашите први соседни, бидејќи ќе ги имаат сите тие искуства од Европска економска унија и ќе ги преточат кон нас. Ви благодарам за времето. Благодарам и на вас. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk